Подготовките за почеток на работата на рудникот за Бакари Злато и Ловица Штука се во тек. Иако жителите од овој регион беа загрижени во однос на влијанието на рудникот врз животната средина, според доктор Борка Ковачевик, координатор за пристап кон земјиште во Еромакс Resources, оваа компанија веќе неколку години наназад прави испитувања пред да почне со реализирањето на проектот. Ова е еден Greenfield проект каде што значи тоа? Оценката за влијание врз животна средина и социјални аспекти се започнува со просторна анализа и квалитативно и квантитативно моделирање, односно утврдување на референтна состојба почетна во животната средина. И врз основа на тоа се одредуваат влијанието врз сите медиуми и области од животната средина и социјалните аспекти, културното и историското наследство во регионот. Тоа значи мониторинг на квалитетот во моментот на води, на воздух, на почва, на отпадните води. При испитувањата земени се предвид и социјалните аспекти, утврдување на можни културни наоѓалишта на просторот, влијанијата врз блиската локална заедница и така натаму. Во рана фаза се вклучени и чинителите, засегнатите страни, односно жителите, сопствениците, општинската власт и институциите, чие мислење исто така било вклучено во оценката на влијанието на рудникот врз животната средина. Сето тоа е направено врз основа на мониторинг. Имаме станица која таму е поставена на просторот за мониторирање и имаме мобилно мерење на параметри на животната средина и социјалните аспекти. Значи не се мерат само параметри од животна средина, туку се мерат и метеоролошки параметри. Сето тоа се употребува, се прават модели, се прават истражувања како се движат тие параметри и како во иднина би влијаело развојот на овој проект во животната средина. Во целиот процес на изработка на студијата се вклучени интернационални експерти, но и домашни, како и професори од одредени институции, што според Ковачевик го прави овој проект уникатен, бидејќи во него ќе се примени легислативата не само на Европска Унија, туку и нашата регулатива, но и на други институции и партнери на овој проект.